денеска јас како председател на Сојузот на Сдруженија на пензионерите на Македонија, заедно со своите соработници, ќе одржиме работна средба со председателите на поголем број на сдруженија. Домаќин ни е Сдруженијето на пензионери од Кавадарци, за да може да се реализира оваа средба. Јас навистина многу им благодарам. На почетокот би рекла дека вакви работни средби постојано се програмираат во програмите за работа на Сојузот, но за жал овие 2 години тие не можеа да се остварат онака како што беа замислени, но сега кога и беа пролонгирани, но сега кога се релаксираа условите, еве ова е втора средба која што ја држиме со председатели на сдруженијата. Има многу за што да се дискутира на овие средби, секако дека и претходно имаме замислено соодветен дневен ред. Меѓутоа ова не е некој класичен состанок, сепак се оставија многу теми на кои што денеска ние тука ќе разговараме, демократски ќе дискутираме, ќе дебатираме, ќе даваме предлози, а имено од темите ја би нагласила вака неколку позначајни, а тоа се пред се актуелните состојби во Сдруженијата на пензионери, потоа материјално-социјалниот статус на пензионерите, развојот на социјално-хуманитарната димензија во Сдруженијата, особено во услови на пандемија, кога таа излезе на својата површина, бидејќи беше многу потребно да се помогне на пензионерите на кои што таа помош им беше неопходна. Тука мислам дека скоро сите сдруженија го положија својот испит и затоа некои активности тие ги заменија со други активности, бидејќи некои беа редуцирани, кои не можеа да се реализираат заради наметнатите проблеми од COVID-19. Потоа оваа средба исто така има свое значење, бидејќи се одржува во година кога Сојузот на Сдруженија на пензионерите на Македонија го одбележува и 75 годишното свое обстојување. Замислете, станува збор за еден огромен период кога пензионерите визионери го формирале овој сојуз и ова пензионерско организирање, за да тие самите на себе си помагаат во третото доба. Она што денеска би требало да биде главен резултат од ова работна средба е како да го унапредиме нашето пензионерско организирање. Дали ние сме задоволни од досегашниот активизам што го спроведуваме во Сдруженијата, или треба да планираме и да спроведуваме нови активности кои што ќе ги адаптираме на денешните услови. Оти видите, во Сдруженијата ние имаме класични, традиционални активности како што се спортските, културните, тие се во насока на активно старење на корисниците на пензија, меѓутоа во денешно време, во ова актуелна состојба, мислам дека се поентира на развојот на социјално-хуманитарната димензија, но не треба да се заборави и она потреба што е како што се нашите регионални ревии на песна, музика и игри, каде што е врв на пензионерското организирање и довеѓа до израз оној уметнички и културен израз на пензионерот, потоа поддршката на издавачката дејност и творештвото. Но еве за илустрација сега, да не излезе дека сакам домакините да ги пофалам, но тоа е реалноста. Тие во овој период, откако се како ново раководство, ми се чини има едно 8 месеци, се потрудија да дават еден нов лик, да градат една нова физиономија на
ова здружение кој што има традиција во Кавадарци и само ќе наведам дека за време за подценување што се избориле како раководство на пензионерите да им обезбедуваат оброк по пристојна цена. Потоа да се изборат да имат огромна донација за суплименти од, мислечи дека тоа било од Зеген. Значи има работи кои што во здружението, ако сакате да ги пронајдете и да бидат во интерес на пензионерите, мора да се потрудите и тоа да го одработите. И сега да го заокружам мојата изјава за денешниот состанок и би рекла дека токму на овој состанок сите председатели ќе имат можност меѓу себе да ги изнесат своите проблеми, прашања, кои можат меѓу себе да ги решаваат, кои треба да се решаваат на ниво на Сојузот, а истовремено да направат и компарација на онаа што работи едното здружение, што работи другото здружение, да се прифати позитивниот предлог и да се чекори по патот што ние сме го избрале пред 75 години на градење на заедништво, на позитивна енергија, на соработка, не само на здруженијата внатре меѓу себе, туку да се отвараме малку повеќе и кон другите граѓански организации, бидејќи тоа е потреба и тренд на денешното време.